Почитувани гледачи, добра вечер. Циклусот емисии посветени на состојбите од невропсихијатријата го продолжуваме со уште едно издание на оваа емисија со повод во која што ќе говориме на исто така значајни теми посветени за најмладите. Во првите две емисии, во првата говоревме за стравот, во втората за стресот, а сега посветуваме внимание на најмладите или физиолошките пореметувања кај децата. Имам чест и задоволство и во ова издание на емисијата наш гостин и секако и ваш гостин да биде доктор Бошко Томовски, невропсихијатар, 30 на години стаж на клиниката 35 години стаж на клиниката за невропсихијатрија во Белград. Докторе, добро ни дојдовте. Уште еднаш срдечен поздрав до сите гледачи на канал телевизија. Поздрав до сите граѓани и оние кои се надвор од кавадарци. Едноставно, емисија со чисто едукативни карактер, не комерцијалност, никакви комерцијални прохтеви не стојат, него да се едноставно дружиме и да осознаеме некои битни ствари. Во претходната емисија обеќав дека сега во ова ќе зборувам нешто за младата популација, значи за младата возраст, почнувајќи од втората, третата година па натаму до доб на така наречена адолесценција, дека детето порасне. Ќе зборувам, како и најавивте, за присутните чести физиолошки пореметувања кај личноста на детето, као последица на доживеена одредена невроза или последица на некакви доживени сериозни невротични конфликти, кои подоцна се проектираат. Меѓу тие најчести ситуации кои се афизиолошки, значи не патолошки, не болест као болест, се набројуваат една голема серија на болести, односно на појава, кои се сите нотирани во меѓународната медицинска класификација као тип F болести, односно, промени. А тука се најчесто, јас ќе ги набројам, тука спаѓа грицкањето ногти, јадењето коса, понатаму ноќното мокрење, ноќниот страв, понатаму тука спаѓа мокрењето преку ден, тука спаѓаат тиковите, карактеристичниот начин на говор, шушкав говор, или како наречен бабин говор, што вели, па да, детето се мази, баба го размазила, па не може да каже, да ги кажува јасно зборовите, или, например, таа позната лалација, кога детето во говорот, место да каже Р, кажува Л, место да каже број, вели блој, значи, тоа е таа лалација и така. Така да, ќе зборувам само за еден дел, пошто се ово еден голем број на теми, ќе зборувам поединечно за неколку кои би биле од корист на родителот, кај кого се често сретнува родителот со тие појави, кај присутни мали возрасти, при што ќе биде добро ако им помогнам да осознаат на кој начин да приидат да го решаваат тој проблем, бидејќи, видите како, во секој момент кога родителот, на жалост, искуствено зборувам, кога родителот користи физичко насилје или сила врз решавањето на проблемот на
детето или проблемот кој постои кај детето, као едно непишено правило, состојбата се влошува. Значи, треба една стрпливост со една голема благородност во природот на решавање на проблеми. Ево, например, што е тоа, да почнем од енурезисот. Енурезис е неконтролирано мокрење. Тоа неконтролирано, то неволно мокрење кај детето, најчесто, ако настанува во текот на ноќта, onda велиме дека тоа е енурезис ноктурна или ноќно мокрење. Ако тоа мокрење се јавува во текот на денот, повеќе пати, onda тоа е така наречена енурезис диурна или дневно мокрење. Разликата меѓу овие две состојби на ово пореметено мокрење е во тоа што неконтролата на сфинктерите, значи на бешиката, често пати ја оправдуваат се заиграло и заборавив. Меѓутоа, овде е многу битна една друга карактеристична присутна појава кај таквите деца, наречена примарна и секундарна енуреза. Примарната енуреза значи детето до година-две пишка, мочка во пелените и така, односно во памперсите сега. Меѓутоа, после година и пол, веќе детето воспоставува една контрола и престанува да мокри во пелените. Меѓутоа, што се случува? Кај секундарната енуреза, мокрењето е битно да е присутно кај деца кои прекинале да мократ и после третата или четвртата година повторно почнува да мократ. Еден случај таков во основата на ова појава, на овие промени, да дете 3 години не мокри во како се вели во памперсите, а сега почва да мокри. Во основата на ово лежат апсолутно присутни или преживени психички трауми, или преживени одредени стресови и стресни ситуации, или едноставно намерно не сака да воспостави контрола на мокрење. Ево ќе го кажем примерот на едно семејство. Значи во семејството то прво дете и сега веќе има 4 години и причината за доаѓање кај доктор е повторно мокрење од страна на детето. После разговорот, што фактички се утврди? Детето сега почнува да мокри затоа што братчето што му се родило ја скренува целото внимание према себе, а он се осеќа запоставен. И за да го привикне, привлече вниманието на мајката, он мочка во памперсите и како рече, бар сега мама е со мене. Значи, видите, детето кога се родило неговото братче, уопште не било припремено да го прифати, да го прими, бидејќи до тогаш бил единец околу кого се вртело во круг. Тој бил центар на вниманието. Да, центарот на светот во семејството. Сега одеднаш доаѓа братче негово и вели како да ја казни мајката, почнува повторно да пишка, да моча, а фактички што со неговите зборови мене ми потребно твоето внимание, мајко. Или мамо, како се. Значи, таа секундарна енуреза секогаш настапува кај деца кај кои е претходно воспоставена контрола на сфинктерите на мокрење, а сега во дадени моменти, меѓутоа има ситуации, не мора да биде брач,
Има, например, ситуација каде што детето, кое би тој пример ќе го изнесам, во едно семејно трочлана фамилија, каде што секогаш имало физичко насилие и вербални конфликти. Детето, гледајќи сето тоа, за да видите колку несвесно го сторило, за да ја примири ситуација во даден момент кога они највише се карат, оно почне да моча. И онда, као со тоа сака да ја заустави ситуација. Значи, тој момент на тоа секундарно мокрење е фактички одбранбени механизам, а несвесно и детето и родителите. Што денес многу често кога ќе зборувам за какањето на детето, ќе објаснам тука баш една интересна ситуација на едно повозрасно дете, вели, иако не е мама со мене, иако мама не е со мене, јас кога ќе се искакам, сигурен сум дека мама ќе дојде и ќе биде со мене и ќе ми кроз чистењето на какањето јас ќе ја имам мама поред мене. Значи колку е потребата на тој емотивен дел за мајчинството. Иначе мајчинството не случајно велиме е доста сериозна состојба, нели, не случајно велиме мајчина рака која милува, а која секогаш ни треба, ни недостасува кого. Секогаш во возрастните години. Никој не абе татко, оф мајко, нели? Значи, топлината на мајката е незамислива. А најбитно во тоа е што мајката е таа која го дала дахот на животот на детето. Она го 9 месеци чувала, негувала за се оно време, као да е во рајот. Интересно, спротивно на, пак ево случај од мојата ќе ви кажем, често пати, ќе изнесам пак случај мој, често пати се родителите жалат дека нивното дете, не е важно дали е керка или син, битно ги има и кај едните и кај другите, полови и кај едните и кај другите деца, да приметат да детето во дадени моменти има некои покрети, дали то со нишење на глава, напред, назад, лево, десно, дали со жмуркање на очите, дали со повторување, дали со лупкање прсти по... Сето тоа на почеток им представува не многу битно. Меѓутоа, како време поминува, детето се повеќе почнува да го то повторува, што даден момент родител бара помош кај невропсихијатар. Всушност, станува збор за една појава која се вика во психијатријата тик или тикови, или појава која настанува како последица на изненадни, безцилни движења. Движења кои повеќе пати се повторуваат. Така да, личноста на детето кој ги повторува тие тикови, имав јас повеќе прилика да видам различити тикови кај разни деца, меѓутоа интересно е што одредени деца тиковите ги имаат примерно преку телевизија и компјутер. Едноставно гледајќи таа емисија, видел нешто интересно што му и него му се свиѓало и онда почнува да го повторува. Например, едно од тие дечиња ми беше интересно, сакаше стално да има чачкалица во уста. Зашто? Затоа што во филмот херојот кој го гледал, најуспешните обрачуни ги правил кога држал чачкалица во уста. И он сега става чачкалица во уста или држце во. Значи, тиковите
се непатолошки состојби кои кај личноста на детето се јавуваат во вид на така наречени несвесни, али несовладливи безцелни движења. Може да биде то рака, прст, нога, може да биде глава, било кој орган, било кој дел, на главата. Значи, едноставно ја раздвижува некоординирано, неконтролирано мимиката на лицето. Или и така, во еден дел. Во основата на причината за појавата на овој тип на тикови кај младите, кај младата популација, лежи едноставно внатрешна психонапната ситуација или состојба од која не може да се одбрани, а покушава да инкорпорира кроз тик. Значи, покушава да ја сврти во друг еден момент, на друга ситуација. Генерално, најчесто во разговорите се добија сознание дека се работи за доживеан страв, за изненадни, да кажем, реакции, каде што личноста на детето не е припремена. Се сеќавам, често пати тиковите ги мешат со ноќната морија. Али се сеќавам на еден случај кога мислам дека претходно го кажував, али те го повторам, или имам еден огромен број на случаи, имам на моја пракса, се вселуваат во нова куќа, угаснато се, и одеднаш мајката го бутка детето да влезе во соба. Детето уплашено грчи, почнува да вришти. И кога запалиле светло, виделе дека тоа е една убава наместена соба каде што ќе живее, односно каде што тој ќе борави као дете, пошто тоа е неговата соба. Значи, место да го постигнат позитивно, тоа негативно тебе. И сега, ми беше интересно кога ми кажуваше малиот. Сега рече, кога влегувам, рече, главата ја вртам од другата страна, со раката отварам сосем полека вратата, да го запалам светлото и кога ќе се запали сијалицата ја влегувам во собата. Значи, колку драматично е доживеена ситуацијата на тикот кој се појавува како последица на доживен драматичен стрес. Во оваа група на тикови спаѓа и така наречениот Гиле дела Турет, тик каде што додека не 3 или 4 пати не мигне со окото или направи некој покрет со лицето, дури не каже, не пушти некој неартикулисан глас, некоја реченица не каже, во него не се смирува внатрешниот немир, внатрешната психичка тензија, внатрешниот немир кој е поодамна веќе влезен на широка врата. Често пати, една интересна појава кај тиковите е да тикот детето некогаш го користи као случај на страв или совладување на фобијата. Еден мој пријател ми кажа, имал голема фобија од крв. Меѓутоа, што се случува? Таа фобија од крв на почетокот ја совладал, мисля дека нема никој совлада, али одејќи во војска, работејќи во војска као војник, се случува да баш биде упатен во лабораторија кај се работи со крвта. Гледајќи секој ден за ден, веќе му станува потпуно исто, веќе неврозата на стравот се губи, неврозата на стресот се губи, али се до најмонет дека било војска. Завршила војската, доаѓа дома и веќе неговиот пријател во подсвеста, во несвесното, веле, слушај ме, ти ме заборави мене, чекај ја да те подсетам дека кај тебе постои таков и таков.
нелагоден момент. И сега обично доаѓа и ово на ново. Така да во основата тиковите или тие изненадни безцилни движења, повеќе пати повторени движења, не се ништо друго него одраз на внатрешен физиолошки немир кој е предизвикан од многу постаро време. Тиковите ги има и кај возрастните. Јас се сеќам еден директор од Струга, тоа не ми го кажа, тој ми го кажа неговиот шофер. И вели на пат од Струга до Скопје мора на 2-3 места да застана. А што реков, зашто стоите? Вели да застанам, да ја 2-3 пати вратата отвори, затвори, отвори, затвори, отвори, затвори и да продолжиме. Едни тикови, а што ти беше тој човек, директор? Би беше јасно за каква личност станува збор. Значи, тиковите се всушност една физиолошка промена во личноста, меѓутоа не смееме да заборавиме дека постојат и одредени тикови на органска база. Што значи на органска база? Тикови врзани за постоење сериозни болести во телото на младиот човек, во телото на човекот воопште, кои се причина за такво однесување на личноста. Например, особи кои имаат тумор во мозок, особи кои имаат парализа или пареза. То не е ти како он ја држи раката ово. Тоа е болест веќе. Така да, треба да ги разликуваме физиолошките тикови кои се јавуваат и се губат, и што е најбитно се заменуваат со други тикови. Јас сум видел кај некого тој тик ми се свидел, ја ќе тој тик користам, нели? Спротивно од органските заболувања или болести, каде што имаме болест на орган, онда веќе не можеме да зборуваме за тик, веќе зборуваме за сериозна ситуација на органска болест. Така да, тоа е битното и драматично ги разликува. При прегледот секогаш на ваквата личност, многу битно внимание се посветува на анамнезата или податоците кои ги дава родителот, за да веднаш во стартот, после податоците или анамнезата, направи преглед невролошки или психијатриски и ја разгради јасно ситуација да се работи за здраво или како велиме ние здраво болесно дете. Значи психогено нешто, или се работи за дете кое навистина има сериозни проблеми и болести. Така да тиковите мора многу сериозно да ги сватиме, бидејќи во даден момент ни зборуваат јасно за ситуацијата на личност. Што се однесува до исто еден друг синдром кој најчесто родителите го имаат видено кај своите деца, а нажалост можам да кажам и кај возрастни присутно, то многу пати сум го видел и ден денес го гледам, е гризењето на ногти. Видите, као што лицето на човекот има 25 најмалку точки, преку кои психијатерот гледајќи, пратејќи ја таа ситуација на лицето, осознава што е проблемот на неговата болест надворешно. Гризењето на ногти. Нажалост, кај некои постари во возрастни години и ден денес присутно, трајно, и или пак е присутно повремено, мојот водител малку ми го смени вниманието, со една ми покаже нешто, али нема да зборувам за тоа. Значи, гризењето на ногти кај возрастните е присутно, може да биде долго и трајно, али може да биде и повремено. Всушност, личноста, несвесно, несакано, почнува да грицка прст.
еден, друг, трет, четврти. Такво однесување на грицкање е фактички еден потpuno несвесен поступак на стереотипно, стално повторување на тоа, а во основата на ово грицкање на ногти стојат психички и телесни доживени стресни ситуации ако е то возрастна особа, во прошлоста, значи едноставно, што велиме ние, место да газел по асфалт, газел по боцки и по трње, или малово дете кое грицка ногти, кое стално било тепано на одреден начин и физички малтретирано, на одреден начин го решава проблем со грицкањето на ногти. Обично, ово за гризењето на ногти и грицкањето на ногти е многу битно за родител да го осознае, бидејќи грицкањето на ногтите се врата на инфекциите. Затоа што под ногтите секогаш има инфекција. Понатаму, грицкањето на ногтите означуваат секогаш присуство на болно грло, секогаш присуство на бактерии. Така да, кога се направи еден бриз на грло на детето, например, секогаш ќе најдеме во наодот лабораториски стафилококи, стрептококи и ред други бактерии, кои се причини за неговото ненапредување, неговото болежливо, за неговата болежлива состојба, за неговата нежност, за неговите често присутни инфекции. Често пати таквите деца и многу споро напредуваат, затоа што присуството на бактериската флора во пределот на горниот тракт стално прави болежливо дете. Таа болежливост дава температурици, лош апетит, лошо спиење и така натака, значи го едноставно истрошува личноста на детето. Така да, гризењето на ногти до родителите ќе замолам да го сватат озбилно, тоа е говор на рацете. Као што имаме говор на лицето, имаме говор на рацете. Раката не знае како да му стави до знање дека е препон со стресни моменти, туку напротив наоѓа тука релаксирање и опуштање. Мој совет е секогаш кога родител примети дека детето грицка ногти, а не напредува, често боледува со температури, со лош апетит, со едноставно општа слабост на телото, секогаш нека добро размисли дека фактички условот за тоа и гризењето или грицкањето на ногти со кој ја внесува бактериската флора и едноставно го патосира детето во тој момент. Спротивно на тиковите, спротивно на ноќното мокрење, спротивно на гризењето на ногти. Ќе ви го изесам примерот на така наречената енгомпреза или енгомпрезис, или во превод значи какањето. Ми остана во сеќавање случајот на дете кој вели јас ја немам, али он не знае дека тоа дете не може да свати дека неговата мајка треба да работи. И 2 дена кои ги во неделата сакал, тоа биле сабота и недела. Али не можело да свати дека мајка мора да оди на работа. И онда пред него што поваѓа мајка на работа, детето тогаш се кака во пелениците, односно во памперсите, што е причина да уште малку имам поред мене мојата мајка. Значи тоа е вапењето или големата потреба на детето за присуство на мајката. Често пати ваква нешто слична слика имам видено повеќе пати во Стругана, кога туристичка сезона, и онда имам видено многу интересни моменти од овој тип. Например, кога ќе видам на плажа, мајка со тањирот и со шерпицата оди по детето и му дава да јаде. Тоа е страшно погрешно.
Тоа страшно погрешно. Видите, децата се многу интелигентни, многу висперно ја снимаат ситуацијата. Сега нему му е срам а не знае како да каже, дека него сите го гледаат сега. Он е сега центар на пажња, а се срами затоа што му дава баба или мајка со лешица, овој да јаде, што за него представува непријатно чувство. А мајката представува непријатно чувство што не јаде. Или што, например, често пати памперсите кога детето се таа компреза или тоа какање го направи на отворен простор, а има луѓе околу него, таа театралност, тоа страшно погаѓа дете. А детето се осеќа дефицитарно, инфантилно. Значи, зар морав ја тоа да го направам да ме гледат сите? И мора сите да знаат. Сето тоа детето го преживува. Затоа, сиот тој ритуал на мочкање, на какање, на уопште пружење на хигиена на детето тражи еден ритуал, тражи една коректна постапка, без некоја театралност, а да не се повреди него. Од таа причина, велам, децата се мајстори да најдат начин како да го привлечат вниманието на родителот. Мајстор, а мајката не е свесна за тоа. Значи, во еден добар дел, ако постои болест, кај што ќе има една диареја, пролив, еден дечи пролив там, имаме бактерии, сето тоа, во ред е. Али ако тоа дете сега намерно направи, пример, како ми кажуваше една мајка, вели, чим застане во чош, докторе, и чим се држи за зидот, а јас се правам дека не го гледам, знам дека во овој, како се вели, во тој момент веќе детето врши нужда. Али знам дека после тоа одма ќе трча кај мене и ја не сум умен. Зашто не сум умен? Не сум умен затоа што го направив тој и тоа. Сега, јас сега те имам тебе, мамо, поред мене и твојата милост, и твојата љубов, и твоја нежност. Значи, смислено го прави. А родителот не е свесен за тоа. Не е свесен дека детево од првите години е мајстор да совлада. И често пати онај коментар, кого више сакаш, тато или мама? И онда користат една така двосмислена реченица. И тато и мама, и двајцата. Фактички неодредено. Прачајте се вас двојце сега кого повеќе сака детево. Значи, љубовта не може истовремено еднаква да биде, и према мајката и према мајка и татко. Затоа што секогаш е мајката таа која го носи приоритетот. Генетиката ние наследуваме од мајката. Еден голем процент. Често пати кај исхраната, мора да го кажам, често пати кај исхраната родителите имаат голем проблем, моето дете не јаде. А што му давате да јаде? Тој и тоа. Например, спанач сака да јаде. А дали ви јадете спанач? Не. Како да вие барате да јаде дете, да вие не јадете? Друго реков, што е многу битно, што секоја мајка, ве молам, посебно кој апел го ставам до знаење на сите мајки трудници. Оно што вие као мајки јадете, као трудници, сето тоа дете преку вас и вашата исхрана се храни тоа дете. И утре тоа дете ќе сака кромпир, ќе сака спанак, ќе сака било која друга храна. Таа е една состојба на пиц се вика, или пике како го, кога јас не едам ово, не едам оно, не едам меѓуто. Типичен пример за тоа е војската. Во војска што се случува? Нема таму мама да ти спрема јаде, или ќе јадеш оно што е. Така да, мајките трудници заборавуваат дека детето научува да јаде преку неа, уште додека е во утробата на мајката. Мирисите и вкусовите од храната која не внесува остануваат во детето. И подоцна тие вкусови, оно не се сеќа, али
по тие вкусови као енграми кои се втиснати во нејзината главица, во неговата главица, во неговиот централен нервен систем, то дете се тоа ќе јаде. Тоа ќе бара да јаде. Друго не. Значи, мора да внимаваме многу, сите велиме мало дете, али тоа е голем свет. Дете со многу во себе специфичности. Од таа причина, со еден мој голем апел, као доктор, као невропсихијатар, ги молам родителите да малку повеќе посветат внимание на одредени состојби и што е многу битно, ако тие состојби се повеќе пати повторуваат, нека консултираат педијатар, нека консултираат доктор по општа медицина, нека консултираат невролог или психијатар. Значи, да не дозволат да тие повторувања, тие појави се вдлабочат и остават печат да подоцна многу потешко се заборавуваат. Бидејќи, знаете како, мозокот памти, страшно, као што и водата памти. Мозокот памти и онда кога најмалку очекувате, тогаш он проговори. Тогаш ви ја кажува заборавената мисла која е негде во некој агол на мозокот направена во вид на тој енграм. Затоа мој предлог како наравучени стрпливо со децата, секоја промена која се регистрира да се обавезно консултира стручно лице и најбитно да се разгради и разграничи дали е на основа болест или е на основа физиологија, односно на условен рефлекс. Ништо повеќе. Со тоа ќе му помогнат на детето првенствено, па ќе си помогнат и себе. Односно ќе помогнат на семејството. Докторе, тука ќе завршиме. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија, што во овие 3 изданија на емисијата успеавме да ги едуцираме гледачите на теми од областа на психијатријата, на невропсихијатријата, секако да со примерите кои беа изнесени од вашата пракса се пронајдат гледачите и нели навремено да побараат помош за состојбата која ја имаат. Знаете, давно е поминато времето кога требало да се има страф и срам од доктор, поготово од невропсихијатар. Јас овде само еден дел спомнав. Има уште многу тоа што треба за детската возраст да се каже. Меѓутоа во една од наредните емисии. Али мој совет е, немој да допуштате да симптомот добие во тежина и во длабочина. Бидејќи тогаш е многу потешко и за пациентот и за лечењето. И подолго трае лечењето. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, слушнавте за овие мощни значајни теми од областа на физиолошките пореметувања кај децата. Во изминативе минути говореше доктор Бошко Томовски, невропсихијатар, 35 години искуство на клиниката за невропсихијатрија во Белград. Се надевам дека вашето внимание оправдано го задржавме, доколку имате прашање или имате нешто нејасно кое што сакате да го разјаснете, доктор Томовски ви стои на располагање, телефонскиот број на кој што ќе можете да го контактирате, го гледате на кај во текот на емисијата. Имајте секој добро со нашата програма.